Старите ги носеле в планина да умрат, чита Александар Стамајков. Во старо време имало адет во едно царство, од која ќе остарел човек многу и не ќе можел веќе да работи, да го однесат на една планина за таму да умре од глад. Си го кренало едно момче татка си нарамо да го носи планина и носејќи до некое место го симнал и го оставил на земја. Молам те, синко, му рекол старио, не оставај ме на ова место да умирам, аби однеси ме погоре. Зошто не го бендисуваш ова место, бре татко? Го прашало момчето татка си. Бре синко, му рекол, дали е за бендисување, бре чедо гробо, татка? И јас кога бев како тебе, сум го донесол татка овде кога ми остаре, да умри од глад, како што ќе умрам и јас сега. Ете од тоа, бре чедо, неќум овде да ме осташ. Те молам, синко, поризај ми уште сега и крени ме да ме однесиш погоре. На молбата од старио, син му беше го кренал да го носи погоре во планината, арно ама го носил и тие збори што му и рекол татко му, сите и преживеал во умот и си велел во мислата вака. Проклет да би бил тој човек што го сторил овој лош адет да си носиме татковците во планинава и да ги оставаме овде да умираат од глад, без да мисли оти што ќе стори, тоа ќе најди. А милели син ми мој ќе ме донеси и мене за да умрам од глад која ќе остареам како татка. Ај јас да си го вратам дома и да си го гледам дури сам да си умрит од своја смрт. Да белчим со тоа нешто што ќе го сторам, јас ќе го расипам овој адет. За да не ми се смеат другарите и комшиите, скришен ќе го однесам дома и скриен ќе го држам и ќе си го гледам. Од која беше се пресапил така, си го вратил татка си дома вечерта по темница и си го кладе во една одаја да си го гледаше како татко. Никој не знаел оти го имало момчето татка си дома, ни комшија, ниту пак пријатели за да му се шегуваат. Секоја вечер која сидело момчето од чаршија, сеќе се допрашало момчето до старио за некои работи што видел и чул дента и се нешто ќе се понаучило момчето од старио си татко. Многу се благодарело момчето за дека си го зачувало татка си. Царо што бил во тој град, многу му било мака за дека старите носеле в планина за да умрат од глад, арно ама на народот тоа нешто адет му било, ти немал што да му чини. При сето тоа, царот сеедно мислел и есапел каков марифет да направит и да и одучи синоите да не и носат в планина таткоите. Издумал царо да и натерат секој син што имал стар татко да направат еден синџир од песок. Заповедал царот да се соберат сите синови и што имат татко и што немат во филјан ден. Од која зеле заповеста царска, сите беа се собрале кај царот. Слушајте вамо вие мали, му рекол царот. Јас сакам вие да ми направите еден синџир од песок. 3 дни мувлет имате за да го направите. Ако го направите арно, а ако не го направите, глајте на сите ќе ви исечам. Од која чуле тоа нешто младите, му се поклониле на царот и си ошле да прават синџир од песок. Сите се собрале на едно место и зафатиле да прават ѓомити синџир од песок. Туткале, пустиле, нич бидуат да се правит од песок синџир. Ден, два, ништо не направи. Во тие 2 вечера момчето од старио што го врати од планина, никако не проговорило со старио. Оре чедо, му рекол, што си нешто невесел овие 2 вечера? Што весел да бидам, бре татко, му рекло момчето, која уште утре ќе бидам живчунки, царот ќе не губи дека не можеме да му направиме синџир од песок? Бре, да за тоа си забрал гајле, ами јас да сум ти жив, му рекол стариот. Ами, еве како ти му речите на царот. Честити царе, ние завадивме да ви направиме синџир од песок, арно ама да не ни ојт маката забадијала, чунти ние како што сме ќе мислеле да го правиме, кој знае ти дали ќе го бендисаш. Та затоа дојдовме да те молиме да ни даиш еден урнек,
за каков сакаш да ти го направиме и до вечера да ти го донесиме, дали дебел го сакаш, дали танок. Кога чул царот тоа нешто од момчето што беше излегло на лице пред сите момчиња, беше се зачудил од кај беше му текнало да му речи така. Од кај ти текна, бре, момче, му рекол царот, за да ми речиш вака, ја кажи ми да те чуем, од кого го чу тој збор? Од кога стори малку джефа момчето, му кажало на царот и татко му кажал за тоа нешто. Го распрашал царот со ред за како го чуал татка си, и момчето му кажало како го однесол на рамо татка си, и како му рекол татко му, и како го вратил дома, и како му кажал на татка си за синџирот одгор за да му дајт нему, демек на царот. Ете, од татка ми се научив, честити царе. Кога чу царот и од стар човек излегол тој ум, за џуопот што му го дало момчето, многу беше се израдувал, оти му ношол здот на младите да не ја губат старите. Момчиња, видовте од еден стар човек куртулисавте живи? Ете колку е вреден еден стар човек, да куртулиса толку души од смрт со еден збор. Да затоа од сега вамо, старите да се и чувате и да се и гледате, дури да се умрат од Бога, оти сет требни, како што сет требни диреците од куќите. На тоа згора, сите млади момчиња се уверува оти старите требаат за таков зло час. Од тој саат беше се арнисал тој лош адет да се губат старите луѓе, да дури до денеска кај се држи тој адет.